Може да дојдеш веднаш? Одлично, те чекам. Не можам да го запалам автомобилот. Акумулаторот е празен. Повикав пријател кој ќе ми помогне да го стартувам моторот со помош на кабли. Сега ќе ви покажам како се одвива еден процес на превземање струја од друг автомобил. Потребен ви е само еден комплет на кабли и уште еден возач со исправен автомобил. Осигурете се дека сте паркирани на безбедно место и позади вашето возило поставете сигурносен триаголник. Пред да започнете со процесот, проверете дали е исклучена целата електроника во автомобилот, вклучувајќи го и кабинското светло и радиото, за да не дојде до појава на искра за време на процесот. Доколку имате капак на акумулаторот, отворете го и пронајдете го терминалот за батерија. Утврдете кој е позитивниот, а кој негативниот. Означени се со плюс и со минус. Пред да ги поставите, избришете ја прашината или мрснотијата од терминалите на акумулаторот, за да се осигурите дека врската ќе биде стабилна. Исто така внимавајте да не ги допрете клемите на црвениот и на црниот кабел, додека низ нив веќе тече струја. А потоа следете ги следниве чекори. Прво, прицврстете ја клемата на црвениот кабел со одговарачкиот терминал, односно со плюсот на потрошениот акумулатор. Потоа, поврзете го другиот крај од истиот кабел со плюсот на акумулаторот кој е во функција од другото возило. Следно, прицврстете ја црната клема кон минусот на акумулаторот кој што работи. Поврзете го другиот крај кон цврста метална компонента од шасијата или моторот, наместо да го поврзувате со негативниот терминал, односно минусот. Овој начин се смета далеку побезбеден отколку директно поврзување на двата минуси. Откако ќе ги поврзате каблите на овој начин, стартувајте го прво автомобилот кој е со полн акумулатор и оставете го малку да поработи. Потоа стартувајте го вашиот автомобил и оставете го малку да поработи. Супер! Откачете ги каблите во обратен редослед. По ваква процедура, повозете го вашиот автомобил извесно време, за да не дојде до слични проблеми при следното палење. Исто така, секогаш внимавајте да го имате угасено светлото и радиото во вашиот автомобил кога го напуштате. Тоа е една од најчестите причини за празнење на акумулаторот. Јас внимавам во сообраќајот. Внимавајте и вие.